Ново покачување на пензиите ќе има во септември, објави министерката за труд и социјала Јованка Тренчевска. Обезбедивме постојан раст на пензиите. Согласно претходната методологија, пензиите во месец јануари 2022 година пораснаа за 2,9%. Со новата методологија, пензиите пораснаа за околу 21%. Септември 2022 беше за 6,8%. Во март 2023 8,4%. Септември 2023 6%. За една година раст од околу 21% или раст за околу 24% од јануари 2022 до септември 2023 година. Напиша таа. Овие покачувања се добра статистика за Тренчевска и хронологијата на покачување покажува респектабилни 21% покачување за една година. Но дали тоа е доволно и дали пензионерите се задоволни? Не е доволно. Дека доволно може да биде. Старите луѓе, пензионери, Анџак, по 5-6 хиляди динара може би месечно дават за лекови. Што е 6% и ништо? Срамно е. Многу е големо тоа, многу е. 6% е многу. Но 12.000 многу е тоа. Срамота е тоа, бе, срамота е. Не, тоа е минимално. Тоа срамно е, али тоа е дојдено да кажа. Причината за незадоволството се трошоците за живот во изминатата година кои беа следени со просечна инфлација помеѓу 13 и 14% на годишно ниво. Освен ова, пензионерите имаа многу ниска основа, што на крај овие покачувања за нив имаат третман на недоволни. Во земјава има 335.000 пензионери, од кои 227.086 корисници на старосна, 27.869 на инвалидска и 74.399 пензионери се корисници на семејна пензија. Најголем дел од пензионерите примаат пензија до 20.000 денари.